Ели веќе на линија, така што ќе се ја поздравиме утрово. Рековме дека се во рамки на овој месец февруари, кога апсолутно мислам дека светот живее заедно со Кортина, со Милано или новите зимски олимписки игри. Се обидовме со Цеце и целата екипа да ви го донесеме и Дејан Пановски, кој што ќе говори малку повеќе можеби за историјата на олимписките игри. Меѓутоа Ели имаше прилика како дама која што вистински знае да ги спакува своите омилени работи во куфер и да замине по обиколка во светот, така како направи тоа. Можеби, Ели, драга, и семено уживање направивте со оглед на тоа дека честа ти е релацијата Милано. Добро утро од студиото на Телма телевизија. Добро утро. Голем поздрав, упатуваме. Добро утро, Цеце, добро утро, Марко. Ке беше многу поубаво, нели, да те лоциравме од таму? Извини, само сакав да кажам дека ќе беше многу побаво да те лоциравме од таму, бидејќи така некако преговаравме и договаравме, но што е тука е, ќе имаш можност на вистина од прва рака да ја принесеш тамошната атмосфера, што се случуваше таму и верувам со оглед на професионалниот момент кој што го носиш секаде каде и да патуваш, веројатно ќе ги оцениш критериумите или професионалноста на тамошната организација. Па би сакала и јас да се вклучев од Милано, ама само што се вратив, ја комунициравме изминативе денови, но некако така и целата фреквенција во Милано, значи многу ретко некој да може да остане од почетокот до крајот. Што се однесува до атмосферата, Милано постојано живее со некакви настани, со некакви случувања. Ова за нив не е ништо ново, но миланезите не сакаат многу кога им се ремети нивниот секојдневно функционирање на денот. Малку така си се они малце порелаксирани во однос на случувањата. Ние сме веројатно тие што сме многу возбудени, инаку организацијата, знаете и самите, дека не е исклучиво во Милано, туку е делумно во Кортина и во останатите сегменти каде што се стационирани различни спортови, значи не се сите на исто место. Јас бев во Милано, тука се случуваа надпреварите во уметничко лизгање, хокеј и брзо лизгање на кратки патеки. Да, мора да ти споменеме дека одлично ти стои блудата, баш се некако репрезентативец, како дел од оваа еуфорија. Ова е дел од официјалната униформа на македонската делегација. Јас имав можност да налетам таму на представници на нашата делегација. Тие буквално се на сите страни, бидејќи нашите надпреварувачи не се на едно место. Значи, стационирани се во Милано, но патуваат постојано до Кортина и останатите делови каде што се нашите надпреварувачи. Буквално се обидуваат да им дадат подршка во сите сегменти каде се надпреваруваат. Многу тешко се стигнува инаку од Милано до Кортина. Не е таа блиска релација и без друго има неколку часа патување, а сега бидејќи има и многу поголема сообраќајна фреквенција, понекогаш им треба 5-6 часа во еден правец да стигнат од Милано до Кортина, така што не е тоа многу така наивно патување секојдневно. Инаку морам да кажам дека многу интересно што нашата делегација, барем во тие неколку часови додека бевме заедно, кога ќе видеа некој дека носи нели дрес кој што не го препознаваа дека е од некој од поистакнатите држави, типот нели на Соединетите држави или на Италија или на Велика Британија или на фаворити како Норвешка, Шведска и така натаму, дека веднаш луѓето пристапуваат на улица во било кој сегменти и викаат да немате некој пин, да немате значка. Тука постои еден центар во кој што колекционерите одат, значи ги менуваат значките од различни тимови. Сега бидејќи нашата значка не е некоја значка која што често ќе ја сретнете или нашите обележја не се многу чести, добиваат на цена во таа размена и буквално ако видат, нели знаеме кој што не го виделе или го немаат, веднаш пристапуваат и бараат некаква размена, и нудат некаква размена. Постојат вистински спортски олимписки колекционери кои што
винудат, може да се сликаме ако добиам значка или дајте ми нешто, јас ќе ви дадам нешто од кај мене. Така што тоа е навистина еден интересен начин на спојување на обожавателите на спортот. Да, секогаш велиме дека спортот ги сплотува народите и тука апсолутно не постојат никакви бариери. Обединувачка атмосфера е апсолутно. Да, навистина е уживање да се биде дел од една ваква голема спортска манифестација или веројатно си имала можност и привилегија да гледаш еден од најубавите спортови за многумина, тоа е секако уметничкото лизгање. Ќе ни споделиш и тоа финал. Да, ќе ни споделиш ли како ги доживеа тие моменти таму, затоа што ете ние имаме тука некакви бебешки чекорини или на уметничко лизгање во Македонија, иако велат од таа федерација тука кај нас дека имаме потенцијал, но ете условите си го прават своето. Кажи ни како изгледа кога ете ги гледаш најдобрите пред тебе и она што веројатно можеби и ти во детството си гледала многу уметнички лизгања, сега имаше можност вака одблиску нели да го доживееш тој момент. За мене финале во уметничко лизгање било баш како што кажа Цеце некаков детски сон и не ми се верувало дека ќе се оствари, но сосема непланирано така излезе да успееме да најдеме билети баш за финалето. Финалето беше во танцовите двојки, значи претходно нели имаше и друг тип на танцување, но ова беше баш финале. Инаку тие кои што се сметаа дека се фаворити, односно тимот на Канада, тимот на Соединетите држави и моите фаворити, значи од Франција, тие беа тие кои што се бореа за медалите, инаку навистина беше магично. Значи навистина, ако кажам магично, дури ми беше нели кога човек се обидува да ги забележи сите детали, се обидував помалку да снимам, значи доколку мислам дека и врташе во позадина видеото кое што јас го направив, помалку снимав од секој настап, за да можам да го спуштам телефонот и навистина да уживаш. Да уживам. Просто мислам дека човек лепти заедно со нив и цела сала, тоа се навистина луѓе кои што го оценат, го сакаат, го обожават, еве тоа е тоа што го гледаме во позадината, уживаат во тој спорт и тука нема она што би се рекло hard feeling, значи до мене седеа италијани, навивавме за нивниот тип, значи со нивното знаме, потоа кога победија моите фаворити, нели се подсимнавме малку подоле, па бевме сите со француското знаме, значи ако треба химни ќе пееме, бидејќи тука нема врска од која држава доаѓа, кога е нешто убаво и кога е нешто добро, просто сите уживавме во настапот и многу интересно како функционира и целата таа позадинска организација. Нели од да речеме момчето кое што во бело дело можевме да го видиме на мразот како ги снима и тој лизга со камера, значи со комплетна опрема лизга заедно со нив за да ги представи, да речеме тоа е нешто што не сме го можеле да го видиме нели до сега пред малите екрани, но го гледаме од позадина. Потоа исто така се гледа како нели самата режија, односно целата екипа која што го обезбедува преносот, ја координира публиката, им кажува сега вие ќе бидете во кадар, луѓето се возбудени, навистина прават се за да бидат во кадар, да бидат позабавни. Така што и целиот настан беше фасцинантен. Јас потоа уште неколку пати го прегледував за да можам сите детали да ги фатам, ама буквално постоеше еден момент кога си викав само биди фокусирана дека ова е во живо и уживај. Да. Моментот на присутност, да, апсолутно. Или само еден кус момент да направиме една паралела. Ако уметничкото лизгање е една леснотија, една милина, едно уживање, имаше можност да доживееш и хокеј, што од друга страна е еден, мислам, хаос на лизгалиштето. Ајде тоа малку само да ни го опишеш. Па да, тоа веќе беше следниот ден кога нели од финалето на уметничко лизгање веќе се префрливме на хокејски надпревар, беше надпревар меѓу Франција и Швајцарија. Тука можам да кажам дека не беа баш изедначени силите и генерално во публиката за разлика од уметничкото лизгање што буквално цел свет беше во таа сала, нели на хокејот доминираше тимот на Швајцарија, односно подржувачите на Швајцарија. Тие беа и многу посилни, немаше нешто многу тука драма, но од нешто што е како што кажа елегантно, софистицирано и убаво, преминавме во нешто малце поагресивно. Инаку како што спомна Цеце ти пред малку, јас навистина се надевам дека
дека ќе ги поддржиме како држава, како граѓани овој тип на спортови од типот на уметничкото лизгање, секаде каде што барем малку постои некаков потенцијал за да развиеме тим, да поттикнеме спортисти. Јас можев да видам, да се уверам што навистина правеа представниците на Македонскиот олимписки комитет на нашата делегација таму за нашите спортисти, генерално за промоцијата на Македонија. И нема подобра промоција за Македонија од спортот, значи спортистите се нашите вистински амбасадори. Се надевам дека ќе има и многу повеќе слух и многу повеќе инвестиција и од Министерството за спорт, значи од тоа, нели, како изгледале нашите и така натаму, значи за се и до тоа какви пласмани прават, за се се потребни навистина многу професионални услови да им се дадат на овие спортисти, на овие таленти кои што и генерално на деца кои што имаат сега за сега љубов, но треба допрва да им се развие, нели, и професионалноста, па да имаме уште повеќе спортисти кои што ќе успеат вака како и досега со исполнување на норми, значи со својот талент и со својата професионалност да не представуваат на олимписки игри. Како не и што велиш друго е кога нели ги обсервираш и како фан или како публика сите овие работи, па си велиш можеме и да придонесеме околу тоа. Се сеќавате на едни златни времиња кога Евгени Плушенко беше на врвот на уметничкото лизгање, годинава имаме или други фаворити кои што вистина доминираат на оваа сцена. Се менуваат генерациите и и нивниот професионален век ограничен. Кратко трае. Имено. Така е. И затоа доколку имаме интерес, значи доколку имаме деца кои што тоа го сакат и кои што се спремни да вложуваат и во себе, во своето, да се откажуваат од своето време да работат и да представуваат државата, мислам дека апсолутно заслужуваат секоја поддршка и од државата, од државните органи, значи пред од Министерството за спорт, ќе кажам, а се разбира и од нас граѓаните, ќе ни биде задоволство, нели, да ги развиеме македонското знаме. Публиката Тоа што се поинаку, знаете, таму кога ќе го подигнете знаатове, понесе тогаш навистина снаќате што значи националната припадност. Да, публиката апсолутно треба секогаш да даде поддршката. Ние имавме дел од тимот олимпици кои што се веќе таму пред да заминат во Италија и навистина зборувавме за тоа што значи пожртвуваност и посветеност максимално во животот на спортот, така што треба некогаш да влеземе во туѓите чивли за да видиме како е и што е. Или имаме само уште една минутка, може ли само да ни споделиш која од нациите можеби најмногу доминираше во Италија, затоа што велиме спортот е сплотување на народите. Велиш миланезите не сакаат баш да им се менува нивното секојдневие, а сега имаат наплив на туристи. Кои беа вака најбројни можеби таму? Пак ќе кажам, зависи нели кој каде настапува. Да. Во Милано, да речеме, мислам дека доминира американците, бидејќи ги има во сите спортови и имаше навистина многу кои што доаѓа за да ги поддржуваат своите спортисти, но се разбира тука се сите околни држави кои што лесно можат да патуваат до Италија, така што буквално салата на хокејот беше полна со тимови со представници од Швајцарија, имаше многу французи, има, можам да кажем, норвежани, значи гледавме норвежани, гледавме многу швеѓани, тие и флуктуираат, претпоставувам, таму каде што се нивните надпреварувачи, но мислам дека доминира американците во Милано. Супер. Или прегратки големи од целата редакција Нутринска на Телма. Мислам дека ова можеше слободно и во некоја следна прилика да го говориме и во студио вака, затоа што си дама која што знае да го пренесе искуството што се вели вака преку приказна особено, и благодариме за овие ексклузивни фотографии кои што се најтазе со тебе вратени од Милано во Скопје. Ви благодарам и јас за интересот и мислам дека сите заедно треба да го поттикнуваме и олимпискиот и спортскиот дух во Македонија.